Оној комбиниран модел на употреба и на дигитални и на печатени учебници е нешто кое што законот за учебници го нуди. Секоја промена е значено да се води низ дебата и тоа го правиме во моментот. Сечи коментар е добре дојден и значајно е да сме конзистентни во политиките кои што ги носиме и при тоа да во континуитет обезбедуваме можност за подобрување на образовниот систем. Ако до вчера дискутиравме на тема учебници за криминал, корупција и ексклузивни договори, јас сум среќна што денеска дискутираме за квалитетот на учебниците. Сите ние, меѓу кои вие медиумите, детално објавувавте слики и текстови на неквалитетни учебници кои што ги уништуваа нашите деца, а низ кои поминаа генерации и генерации кои што денеска сигурно чувствуваат недостаток заради неквалитетот на учебници. Со овој закон за учебници за прв пат поставуваме филтри кои што треба да обезбедат квалитет преку комисии составени од наставници од соодветниот предмет, високо образование представници и секако представници кои што имаат искуство, повеќе од 10 години работно искуство за превенција од дискриминација и почитување на човекови права, за да оние учебници во кои што имаше дискриминација врз основа на етничка припадност, дискриминација врз жените, уништување на граѓанскиот концепт во државата или представување на власта како доминантна и моќна граѓаните како ситни, станат минато, а да се фокусираме на тоа што значи квалитетен учебник. Заради тоа што формата е една работа, но што има во учебникот е најважната работа и тоа наставниците најдобро го знаат. Затоа дебатата ја водиме со нив како најстручни. Секако дека ќе има дилеми што е подобро, што е полош. Имаме земји како нашата кои што имаат комбиниран модел и кои што се најдобри написа. Може да погледнете, тоа е Естонија како пример. Ја имате во процес на дигитализација и Хрватска, имате во процес на дигитализација и Словенија како блиски во регионот. Сите тие одат со модел комбиниран како нашиот. Овој модел се воведува сукцесивно. Наредната учебна година прво оделение имаме повторно учебници. Сите останати оделенија продолжуваат со учебници. Четврто оделение е пилотот за кој што прашувате, каде што за прв пат ќе се види што значат дигитални колаборативни учебници кои што ќе ја олеснат работата и на наставниците и на ученици. Прашавте за здравието. Нашите деца, секој од нас искрено да се погледне дома и да каже колку децата поминуваат непродуктивно време на социјални мрежи. Колку време поминуваат непродуктивно на своите смарт телефони. Непродуктивно велам. Без при тоа да имаат ниту Word инсталиран, ниту Excel, ниту PowerPoint, ниту аудиовизуелни елементи кои што се едукативни. Сега нивното внимание го насочуваме дека дигиталните уреди може да се користат и за продуктивни работи, дека таму може да добиеме квалитетни информации, дека таму може да истражуваме. При тоа концептот на учење целосно се менува сега. Затоа е значајна концепцијата за основно образование, кој што вели бубањето и помнењето на факти не е основа на образование, туку да научиме да учиме, истражуваме и решаваме проблеми. Што укажува дека учебникот е само едно средство преку кој што и ги повторуваме знаењата кои што сме требале да ги стекнеме преку истражување. Учениците ќе бидат повикани да разгледуваат различни извори на информирање. Не е учебникот тоа кој што ни ќе седнат и во PDF ќе читаат. Дополнително учебникот е достапен и во аудио верзија за да може истото тоа да се преслушува. Што значи дека овој комбиниран модел нуди и учебници, дали ќе има печатени учебници? Да, ме прашавте. Дали ќе има дигитални учебници? Да. Дали ќе има учебници на Браево писмо? Да. Дали е ова промена кон квалитетно образование? Да, е промена кон квалитетно образование. Дали стимулирачки може да влијаат дигиталните алатки? Да, заради тоа што нашите деца живеат во дигитален свет. За 20 години од денеска, кога очекуваме тие да бидат продуктивни граѓани, тие што се сега прводеление или ќе почнат прводеление, тогаш тие целосно ќе живеат во дигитален свет, во кој што денеска треба да ги стекнат вештините за да се справуваат со предизвиците во тој период. Затоа ќе се обидеме да дигиталните алатки им ги предадеме на учениците и да тие се стекнат со потребните вештини и дека компјутерот не се користи само за видеоигри и социјални мрежи, компјутерот се користи и за истражување, и за учење или стекнување со одредени знаења кои што ни се потребни. Имаме повеќе од 1300 ученици каде што во домовите воопшто немаат електрична енергија и ние сме свесни за сите нивоа. И кога дискутираме и како медиум, и како министер, и како експерт
е важно да ја познаваме ситуацијата на терен. Јас многу добро ја познам социјалната слика на нашата држава. И затоа имаме повеќе нивоа и на образование денеска во пандемија. Дали во период на ковид обезбедивме и дигитално учење, и учење во училница, и настава на телевизија, и достава на материјали. Да, затоа што сум свесна за сите потреби кои што учениците ги имаат од различни социјални групи од кои што доаѓаат. Исто е и во законот за учебници. Апсолутно се пресретнати сите потреби кои што може да се појават. И така, и ќе ги сервисираме потребите на учениците согласно нивните можности и потенцијали на семејствата. Дигитализацијата не е нешто погрешно, дигитализацијата е нужно потребна за да нашата држава, нашите деца фатат чекор со светот. Благодарам.